вести на Канал 8. Добро дојдовте. Председателот на владата Зоран Заев и министрите за локална самоуправа и за животна средина беа во работна посета на Пониква. При тоа направија увид во реализацијата на проектите за кои се инвестираа средства од државниот буџет и од странски донации. Премиерот Зоран Заев во придружба на министрите за локална самоуправа Горан Милевски и за животна средина Насер Нуредини го посети планинскиот рекреативен центар Пониква и направи увид во реализираните проекти за унапредување на туризмот со финансиска помош од државниот буџет и од програмата на Швајцарската агенција за развој. При тоа беше изразено задоволство од динамиката и степенот на исполнување на проектните планови, што може да го поттикне не само комерцијалниот, туку и руралниот туризам. Минатиот месец ги прогласивме Осоговските планини за заштитен предел. Со тоа го ставивме под заштита специфичниот Осоговски рурален предел, кој ги потврдува карактеристичната поврзаност меѓу луѓето и природата и исклучителните природни, културни и историски вредности на Осоговските планини. Голем дел од новите можности влегуваат во политиките за живување на селата во и околу заштитното подрачје, како и поттикнување на традиционалното земјоделие, овчарството, пчеларството, одгледувањето локални сорти растенија и раси животни, типични за овие наши предели. Сето тоа му дава одредена ексклузивност на овој регион во однос на развојот на туризмот, особено во делот на алтернативниот туризам кој станува се поатрактивен. Во таа насока, преку регионалните форуми кои што ги организираше Источниот плански регион, граѓаните одлучија дека посебно внимание треба да добие ски центарот Пониква. Токму затоа, владата издвои средства да се реконструира патот за еден помасовен туризам на Пониква. А Министерството за локална самоуправа, заедно со Швајцарската агенција за развој и соработка, обезбедија 5 милиони денари да се реконструираат и да се стават во функција ски лифтовите во овој наш зимски центар со огромен потенцијал. Заев додаде дека во прилог на разновидните потенцијали за развој на Осогово е и проектот Планински велосипедски рај, во чии рамки е изградба на планинарски дом, а што е финансиран од ИПА-2 програмата, доверителски фонд на Европската Унија, а администриран од Светската банка. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев изрази благодарност за досегашната подршка за проширување на туристичкиот потенцијал на Осогово. Проектот Планински велосипедски рај, со кој што е предвидено изградба на планинарски дом со 28 легла и 2 велосипедски патеки од Пониква до Кочани во должина од 35 километри, со што очекуваме следната година, односно проектот е предвиден да биде завршен до крајот на мај, и очекувам дека за летната сезона љубителите на планинскиот велосипедизам ќе добиат нова инфраструктура и нови предизвици и уживање и во планината и во велосипедизмот. Градоначалникот Илиев додаде дека паралелно со создавањето услови за развој на авантуристичкиот планински туризам тече изградбата на планинарскиот дом што ќе располага со 28 легла, како и со придружни простории за престој на посетителите. Засилување на процесот на децентрализација на државата и зголемување на надлежностите на општините, најави министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Според него, постапката за децентрализирање ќе биде белек на идната година, а ќе почне да се применува во практика од 2022 година со новоизбраните градоначалници и членови на општинските совети. Сега е вистинскиот момент да се направи исчекор и конечно да се децентрализира државата, зашто веќе се разговара со Министерството за финансии за динамиката на фискалната децентрализација. Наредната година ќе бидеме посветени на тоа, најави министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Мислам дека 2021 ќе биде целата, од наш дел обележана со овој процес на децентрализација. Сите министри треба да бидат свесни дека дел од своите ингеренции треба да отстапат на локалната самоуправа. Тоа е првиот столб. Вториот столб е
фискалната децентрализација, повеќе средства за општините преку данокот за додадена вредност кој што ќе треба да оди фазно во неколку буџетски години, зголемување персонален данок. Знаете дека владата сега данокот на имот со зголемувањето на некој што има екстра имот, повеќе го даночи сите тие средства ќе одат за локалната самоуправа и тоа е една плюс помош за општините. Меѓутоа и преку проекти за еквилизација и за поддршка на послабите општини ние сакаме да ги стимулираме оние општини кои што плаќаат повеќе даноци да бидат наградени со повеќе средства и се разбира оние општини кои што заостануваат во развојот треба да му помогнеме за да ги стигнат останатите. И третиот столб да не го заборавам, тоа е реформи во рамките на самата локална самоуправа, бидејќи со децентрализација ние па не сакаме да направиме локални моќници, цела власт да ја централизираме во градоначалникот и затоа сакаме да ги засилиме советите и тука и апел и до опозицијата да го прифати предлогот на владата за избор на отворени листи за советници, бидејќи тоа е еден чекор напред кон демократизацијата и исто така да ги на некоја фаза да ги обновиме урбаните заедници, местните заедници, од каде што тоа е најнизок степен, да речам, најблиско до граѓаните и оттаму треба да доаѓаат предлозите за сите проекти кои што треба да бидат метнати во буџетите на општините, не желбата на градоначалникот, туку желбата на граѓаните да биде пред се. Милески рече дека на една од наредните седници на владата формално ќе биде формирана работна група, која веќе неформално работи со заедницата на единици на локална самоуправа и со другите министерства. По имплементирањето на реформите за децентрализација во текот на наредната година се очекува нивната примена да почне во 2022 година, односно со ново избраните градоначалници и совети на општините. За неколку дена ќе заврши првото полугодие од учебната 2020-2021 година. Одговорните во основните и средни училишта во Кочани го оценуваат како успешно поминато во однос на реализираната настава, која годинава беше дел онлайн, а дел со физичко присуство на учениците. Иако со мали недостатоци во однос на интернетот, сепак одговорните на основните и средни училишта од Кочани, првото полугодие од оваа учебна година го оценуваат како успешно поминато. За учениците од прво до трето оделение наставата се одвива со физичко присуство, а за останатите на далечина. Веќе се завршени и оценувањата на учениците. До крајот на ова полугодие ни останаа уште неколку дена, заклучно со 30 декември 2020 година. Оваа учебна година ја започнавме со онлайн настава со некои мали недостатоци кои за кратко време беа надминати и наставата продолжи да тече во најдобар ред. Со ова можам да кажам дека ова полугодие го завршуваме со успешна и целосна реализирана настава. За крај на сите ученици и вработени во СОУ Гошо Викентиев им посакуваме среќни новогодишни и божитни празници со желби за добро здравје, а на учениците им посакуваме успешно завршување на учебната година. Во основните училишта исто така наставата се одвива непречено. Генерално сите ученици се вклучуваат на настава онлайн. Единствен проблем се јавува во основното училиште Раде Кратовче, каде што 20 или 30 ученици секојдневно отсуствуваат од настава од прво до трето оделение, каде што наставата треба да се одвива со физичко присуство. Неоправдано се отсутни и стручните служби постојано се во комуникација со родителите на тие деца, но не најдуваат неразбирање. Станува збор за деца од ромска националност. Во нашето училиште имаме вкупно 201 ученик кои следат настава со физичко присуство. Од тие 201 ученик, 14 ученици се во подрачното основно училиште во село Нивичани и тамо треба да се спомне дека сите ученици од прво до девето оделение следат настава со физичко присуство. Во подрачното училиште нема никакви проблеми во поглед на наставата. Учениците кои следат со физичко присуство во Централното основно училиште, тие на број се 187 ученика и од нив 20 на ученика избраа да следат настава со печатени материјали, за кои наставниците секојдневно подготвуваат печатени материјали. Останатите, значи, без никаков проблем ја следат наставата, распоредени во 9 паралелки, нормално почитувајќи ги сите мерки кои ги предвидуваат здравствените власти, односно држење на растојание, носење на маска, постојана дезинфекција и нормално бројот на учениците во оделението да не поминува 20 ученика. Овде само можам да спомнам една работа, дека преку анализата што ја правиме секојдневно и податоците кои ги собираме,
забележуваме една појава на недоаѓање на училиште, односно некаде околу 20 до 30 ученици секојдневно ни се отсутни, без некои посебни причини, односно причини само за нив познати. Училиштето постојано стапува во контакти со родителите и апелира, значи, учениците да бидат испраќани на училиште. Сакам да спомнам дека најголем дел од овие ученици, сега што ги спомнував кои не доаѓаат на училиште, се од ромската популација. Тоа е некаде околу 15-16% во однос на целокупните ученици кои доаѓаат со физичко присуство во нашето училиште. Што се однесува до онлайн наставата, во нашето училиште онлайн настава следат 282 ученика, од 4 до 9 оделение. Нормално на почетокот имаше малку поголеми проблеми додека се адаптираа и учениците и наставниците, но тој период на адаптација некако многу брзо помина и мислам дека сега вклучувањето во наставата и одвивањето на самата настава нема никакви проблеми. Давидков додаде дека училиштето преку донации и од сопствени средства обезбеди околу 100 уреди, претежно лаптоп, компјутери и таблети за потребите на учениците за следење на онлайн наставата, од кои поголем дел беа распределени токму на учениците од ромска националност. Инаку, отсуството на учениците, одговорните во сите училишни установи го искористија за поправки, реновирања и набавки на техничка опрема за потребите и пријатен амбиент на учениците, која ќе се вратат на настава. Од училиштата се надеваат дека здравствената криза со COVID-19 ќе помине, па повторно ќе се слушне детскиот джагор во училишните установи. Целата количина на огревно дрво е испорачана до граѓаните, велат од шумското стопанство Согово од Кочани. Останува мал дел за испорака, што ќе биде завршен деновиве. Уписи за нови испораки на огревно дрво ќе се прават во првиот месец од 2021 година. Сите кои уплатиле за огревно дрво преку шумското стопанство Согово од Кочани, веќе им се испорачани дрвата. Остануваат уште 60 метри просторни дрва што треба да се достават до граѓаните кои имаат уплатено. Информираше Николчо Евтимов, раководител на шумското стопанство Согово од Кочани. Тој додава дека уплати имале околу 1400 метри просторни дапи бука на физички и правни лица и деновиве, ако послужи времето, ќе ги испорачаат и тие малку што остануваат. Проблеми со исплата немаат. Сите порачани дрва се исплатени, а Евтимов додава дека уписи за нова испорака и исклучување договори ќе почнат во текот на првиот месец од новата 2021 година. Инаку шумското стопанство Согово редовно врши пошумување на голи површини. Последно се пошумуваше на Плачковица и опожарените делови кај Согово. Општинската организација на Црвен крст Кочани ја реализираше последната крводарителска акција за оваа година. Собрани се 20 единици крв. Годината ја оценуваат како успешна со задоволувачки број на собрани крвни единици. Последна крводарителска акција за оваа година во организација на Црвен крст Кочани се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип, а собрани се 20 единици крв. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведува последната крводарителска акција за оваа година. Акцијата е во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Акцијата започна во 8:30 и се уште е во тек, значи планирана е да се реализира до 14 часот. До сега планирано е всушност за оваа акција да се соберат некаде околу 20-25 крвни единици. Од Општинската организација на Црвен крст Кочани истакнаа дека конечната бројка на собрани единици во текот на целата година ќе ја имаат во јануари, бидејќи збирот го прават заедно со собраните единици од трансфузиологија од Општа болница Кочани, но истакнаа дека генерално се задоволни од бројот на собрани крвни единици.
Почитувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.